опустошуваа го тоа терено и така да шом не е пошумено, страшно се слива водата и бега. Внетрж ми е се поплавено, виде. И таму шахтата прели се немаше дека да оди водата, затнана беше шахтата. Се сеќавам, имаше едно големо комбе бело, само горе провод му се гледаше, значи толку имало водата. Последните 20-30 години се забележува зачестено појавување на проблеми врзани со водите, со поплавите, така да можеме да кажеме дека бројот на поплавувања, на проблеми врзани со поплави се позачестени, а интензитетот во зависност од сливното подрачје може да кажеме дека е и поголем, меѓутоа во минатото бележиме на поголемите реки поинтензивни поплави, поголеми поплави кои носеле големи количини на вода. Тоа можам да ги кажам 62-та поплавата од 62-та и 79-та, кои реално биле многу поголеми од поплавите кои ни се случуваат сега во последно време. Меѓутоа, овие поплави кои се јавија последните 20 на години, можеме да кажеме дека беа покатастрофални во делот на помалите сливни подрачја поради фактот што предизвикаа големи штети локални, меѓутоа и голем број на човечки жртви кои можеме да кажеме дека се многу македонскиот народ е многу погоден со овој вид на поплави. Водно кое во 50-тите предизвикало катастрофална поплава во Скопје и кое во тоа време било сватено најдобронамерно и реално биле преземени активни мерки со изградба на канали, изградба на каскади кои би ја успориле таа брзина на вода, која е реално дел од начинот како треба да се справуваме со поплавите. Значи, идејата да се задржи водата во горниот тек е веќе позната, значи ние не треба да измислуваме некои работи. Тоа веќе инженерите го имаат во минатото, стекнато тоа знаење, ние само треба да го применуваме, но за жал многу далеку сме од тоа. Градбите кои се градат покрај река не се внимава, не се дозволува комуникација со подземните води, коритата ги прават бетонски, не дозволуваат водите од реките, наместо да се впијат во подземјето, тие се дозволува да истекуваат со големи количини кои нормално низводно прават проблеми. Во делот каде што постојат вештачки канали низводно по Скопско поле, таму треба редовно да се чистат каналите кои зачестено расте вегетација и смет и затоа потребно е нормално и контрола на инспектори кои би го спровеле тој процес на контрола и едноставно доколку не е нешто направено да се спроведе мерка казни. Многу пати сме спомнале дека многу ризично подрачје е горниот тек на реката Вардар поради стрмите планински падини на Шар планина. Реално и многу објекти се има изградено во делот на Шар планина.
Не се внимава нели на урбанизацијата и во тој дел на нашата држава. Можеме да споменеме во делови на Скопската котлина, да речеме веќе познатите Скопска Црна Гора предел, кој е ризичен за поплави, поројни поплави. Силно препорачувам, значи градење на акумулации, односно на брани кои ќе формираат акумулации, кои ќе овозможат големи количини на вода во ситуации кога имаме поплавување да се задржат во самите тие акумулации, а кои подоцна можат да истечат слободно и да го задоволат нели потребниот истек на водите во речните текови. Со решенија базирани на природа имаме активна комуникација со чинителите кои се на локално ниво. Тоа е единствениот, би рекол, успешен начин на сузбивање на природните катастрофи, од тој аспект сега го говориме, а од друга страна имаме активна заштита на природата и од третиот аспект, како закрилно на сето тоа, имаме можност, значи говорам можност, затоа што и тука треба да се работи за локален економски развој. Беше избрано пилот подрачјето на Радовиш, кој што пред десетина години имаше сериозен предизвик со сузбивање на поплава, во која што имаше големи материјални штети. Локалната заедница веќе имаше отпочнато проекти. Токму во тој домен Министерството за животна средина и просторно планирање го виде потенцијалот дека може тука да се аплицира конкретно решение базирано на природа, односно како да се направи реставрација на ерозивните појави кои се во изворишните текови на Радовишка река, кои што при обилни врнежи допринесуваат за предизвикување на поројници кои можат навистина да направат сериозни штети во локалните и урбаните средини на градот. Со апликација на решенијата базирани на природа би можело да послужи како модел систем за реплицирање на овие процеси во идни вакви жаришта кои би можеле да придонесат до природни катастрофи од типот на поплавување. Да потсетам, во околината на регионот на Радовиш на многу места имаме ерозивни појави само заради тоа што имало во минатото интензивна сеча на дабовите шуби кои се автохтони во тој дел на државата и на сето тоа допринесува до појавата на ерозивни моменти кои пак заради климатските промени на кои што сме веќе сите сведоци, се појавуваат поројни дождови во кои што земјата не може да абсорбира тоа количество вода во краток момент, голем количество на вода и се случуваат катастрофи како што се случи во 2014 година во Радовиш. И верувам дека ваквиот пример на засадување на површини каде што порано имало дрва се исечени од некои причини, дека во голема мера штом ќе ги намалите ерозивните процеси, со тоа директно влијаете во намалување на сузбивање на природните катастрофи.
каде е Македонија во однос на решенијата базирани на природа, ние сме на микроскалата, за разлика од макроскалата во Кина, каде што имате сунгер градови, кои што буквално тие се градови кои се отпорни на поплави. Да не речем резистентни на поплави, што е многу чудно. Македонија е пред се земја на која и треба вода. Има територии кои често знаат да бидат погодени од суши и да донесат проблеми поради недостаток на вода и затоа треба да најдеме начин како да живееме со поплавите и да ги задржиме водите за да може да се користат во ситуација кога немаме вода.